Културата мака мачи во делот на реализација на своите предвидени годишни проекти во ситуацијата со COVID-19. Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево работи во најтешките услови од својата основа, истакнуваат културните работници. Голем број проекти во летниот период останаа нереализирани, особено во музичко-сценската дејност. Се откажаа многу патувања и настапи на фолклорната група Вапцаров и пеачката група Ѓурѓа. Сега со посебните протоколи од Министерството за култура и владата, Делчевскиот центар има колку толку одврзани раце, но сепак со почитување на предвидените протоколи и насоки за заштита од COVID-19. Веќе 2 недели се одржуваат подготовките и пробите со дечињата за познатиот детски фестивал Пијанечки бисери, кои доколку дозволат условите, ќе се одржат во последната недела од месец ноември, истакна директорот Методи Толевски. Сега во моментот или во оваа недела и претходната интензивно се одржуваат проби за познатиот музички детски фестивал Пијанечки бисери, за кој очекуваме веќе наредната недела овој фестивал да се одржи. Тој е во делот на сценско-музичката дејност. Во рамки пак на ликовната дејност за прв пат ќе се активира ликовното ателје со млади надежни сликари кои сакаат својот талент да го прошират и да научат нешто повеќе од искусните ликовни уметници. Во делот на ликовната дејност од наредната недела за прв пат ќе стартува еден проект, се вика Ликовно студио и ателје. Целта на овој проект е сите талентирани деца, што ги имаме во општина Делчево, кои што имаат љубов спрема ликовната уметност, да дојдат во Центарот за култура и тука ние ќе ги обезбедиме сите услови за творење. Значи ќе има секој дете посебен штафелај, ќе има акрилни бои, ќе има платно, ама тоа ќе се случува наредната недела. Отпорот на родителите чии што деца се активни во пробите за детскиот фестивал Пијанечки бисери е сведен на доверба и почитување на протоколите од страна на институцијата и дечињата, вели Толевски. Се оди дотаму што сите дечиња користат посебен микрофон во рамки на одржувањето на пробите. Бараме од родителите, даваме изјави да подпишат за согласност дека се согласни нивните деца да учествуваат во нашите проекти. И нормално кога ќе дојдат родителите, ние покажуваме колку ние ги почитуваме протоколите што ги има дадена влада на Република Македонија. Еве конкретно, например, со проектот Пијанечки бисери, значи секој дете има посебно микрофон, обележено со име и презиме, и тоа си го зема неговиот микрофон и учествува на пробата. Значи се трудиме во салата се обележени сите седишта на кои смее да се седи, нормално со дистанца, на влезот се мери температура и кога ќе дојдат родителите, кога ќе видат дека ние се држиме строго до протоколите и дека е безбедно, веќе полесно е се опуштаат и веќе ги пуштаат своите деца. Во месец декември, доколку не се сменат протоколите за работа на културата, Делчевскиот центар ќе ја реализира и долгогодишната активност литературното читање Вапцарови бранувања.